Да ги поканам сите православни христијани, граѓани на општина Прилеп и на селбата Рид, на свеченото осветување и литургијата која ќе се случи на 7 во недела 7 август, спроти големиот празник Свети Пантелеимон, по кој празник и го носи самата црква името, да присуствуваат на осветувањето на оваа црква. Ова е веќе трета црква која што се осветува последниве неколку години во нашиот град, а се надевам дека до крајот на годината ќе биде и осветена црквата Свети Наум Охридски во близина на могилата на неповеданите. Очекуваме ли да бидат изградени и други версии храмови во општина Прилеп? Да, секако имаме предвидено во генералните деталните планови изградба на уште 3 малски цркви, и тоа во населбите Марино Мало, во населбата Тризла и во близина на населбите Сточен Пазар и Жабино Мало, со што територијално би се задоволиле потребите на православните христијани на целата територија на градот Прилеп. Еве, наред дојде осветувањето и на црквата Свети Пантелеимон, сместена во кругот на градската болница во Прилеп. По тој повод испреќам апел и повик до местното население на град Прилеп од православна вероисповест и неговата поблиска околина. В сабота на 6 август со почеток во 18:00 часот ќе се одржи вечерната богослужба или воведот во осветувањето на црквата Свети Пантелеимон. Во недела со почеток во 7:00 часот почнува свечениот чин, опходот околу црквата, осветувањето на црквата и божествената литургија по тој повод. Повик до сите верници од православната вероисповест што помасовно да присуствуваат на овој свет чин, затоа што се ова ретки моменти, осветувањето на црквите се на неколку години еднаш, прилика и можност сите да се запознаат и да видат што се опфаќа овој свет чин. Во име на иницијативниот одбор за изградба на храмот Свети Пантелеимон во круга на болницата, можам да кажам дека градежните работи и сите оние други неопходни пропратни работи што беа за изградба, припрема и за чинот за осветување на црквата се завршени, така што градежниот дел е направен, иконостасите се направени, иконите се поставени, фреските кои се потребни за осветување, изработен е интериерот, надворешното окружување на самата црква, така да в недела на она осветување на кој повикува и градоначалникот и отец Благоја, еве јас да ги повикам затоа што ова е првата црква со целосно осветување на самата црква, на самиот објект, и од тој ден веќе ќе има она целосно обслужување на црквата со сите обреди, со сите канони, со сите дејствија што ги презема Македонската православна црква. Ова како што мозаиците се составуваат од мали, поголеми и најголеми камчиња, така и целиот православен народ, како на Прилеп, така и на околните градови, меѓутоа и на цела Македонија, учествуваше во изградбата. Не се кажува, така научија да се цитираат суми, меѓутоа сигурно дека кој колку што можел и кој колку што милувал дарувал. Меѓутоа јас сум пресреќен затоа што на некој начин покрај живата пара, како што викаме, што ја даде локалната самоуправа преку Советот на општината Прилеп, дел дадоа одредени фирми, одредени бизнисмени, меѓутоа најголем дел го даде народот, затоа што камче по камче се состави мозаикот, се направи црквата, една од најубавите, мислам.